Шинтерот во куќата, воу. Има ли Браво. кучиња, лево, десно, бегаат ли? Тука се. Ги ловиш. Како сте? Добре, ти како си, брат? Одличен. За собрани сме за добра цел. Така. Излезе конечно шинтерницата. Излезе конечно после година ако трпна работа, конечно готов е, се среди, се промовираше, се пушти во етер. Колку траки има, што се дешава од продуцентска гледна точка, шаренило ли е, еден продуцент ли е? Албумот е шаренело, значи има повеќе продуценти на албумот, се 10 песни некаде во целост. Има различни продуценти. Има од Скит, од Маријан, од Бобан, многу продуценти. Горијан Јовановски, има доста имиња на албумот. Текстуално е твој целиот, така? Текстуално е мој, значи автор сум за сите песни. Тоа е моје авторско дело. Излегува неколку спота и сега со спот го пушти, го промовираше нешто поразлично, поразличен звук. Поразличен звук, да, новата песна се вика Алкохол. Направивме видео на неа, што е нешто поразлично тоа што до сега што сум го работел како артист. Добро, и алкохолот е социјален проблем. Па да ти кажам. Али Пошто обично другиве ствари кога те запозна публика, да, ова е веќе бенгер некој, значи по модерен стил што е за, би рекол, за клубови, за таква работа. Значи сепак бенгер, не е нешто посебно. Добро, кажи ми Како се вика албум? Албумот се вика Шинтерница, значи така е насловен. Како што кажав, има веќе 10 песни на него. Сите се снимени во La Familia Records, во моето студио. Продуценти има различни на него, како што кажав, али у голем дел продуцент е Дејан Јанушев, Скит Скитара. А микс и мастер? Скит ги има работено, значи сите. братот искача ова на нет, така интернет издание. Излезе на албумот на YouTube само сега моментално. Добро. Во план сме да оди на дигитална дистрибуција нареден месец, да се направат некои копии. Ќе видиме, се зависно од тоа како ќе бидат работите. Официјална промоција му направи нешто? Немам ништо направено, значи официјална промоција нема никаде. У план сме, значи договараме да има некои јавни собири, некои журки да се промовира поубаво, али за сега е само на YouTube пуштен и чисто да слушне публиката. Добро, кои тематики освен социјалниот живот што те инспирира друго, што може да се чуе во албумот? Во албумот има буквално голем дел се мои биографски песни. Значи отсликување на мојот живот, на она што јас сум го поминал. Сакав да им доловам на слушателите некоја слика за мене, чисто да се представам повеќе, затоа и тој албум беше така по-биографски. Има песни од различен тип, значи буквално е мешан. Има и модерни звуци, има бумбап, рап. Значи може да се пронајде различен тип на публика. За темите ми беше муаветов, за што станува збор, освен мојот живот, социјала, алкохол, нешто да ни спомнеш, да ни наговестиш, можеби некој нареден спот. Има, се спремаат, значи после албумов имам некои нови синглови кои треба да излезат. Имам и нов артист во La Familia, Харли, кој наскоро ќе направиме промоција, кој ќе работи и снима во La Familia Records и со него спремаме некои нови синглови кои допрва треба да излезат после албумот. Кажи нешто за La Familia Records, поопширно. La Familia Records значи е моја продукција, моје студио, каде што нормално таму го снимав албумот, таму се снимени сите песни до сега. Како што кажав, значи имам нов артист, млад, амбициозен, Харли, кој допрва треба да докажува и да покажува своите способности. Така да во план сме да дојдат уште некои нови артисти да снимаат, али се тоа со текот на времето да не кажуваме однапред некои работи што дека не се реализираат. Околу спотовиве претходните со Бово ги работеше, последниот спот со која екипа ти е правен? Последниот спот исто така со Бојан Стефановски направен. Значи снимен е во студио. Песната се вика Алкохол, значи како да кажам. Значи пак речам, тоа е музика бенгер, значи поново не се ограничувам со звукот, не се ограничувам со музиката. Значи креативен сум и тоа што различно може да ме инспирира, може да напишам песна за било што и не, тоа е.
нешто настапи, концерт можеби? Па настапи концерт. Во план сме да договараме, па сега ќе видиме како ќе бидат работи. Значи сакаме прво да го испромовираме албумот како што треба. Видеото се испромовира. Па ќе видиме со покани. Гостува некој на албумот, имаш гости? На албумот немам гости, значи бидејќи албумот сакав да биде како LP, значи буквално само мои песни, чисто биографско. Статуа ставивме негде 10 траки, значи некои од нив се, полу од нив се, значи представување на мене. Другото е помодерен звук, сменето, значи има и за општо за целокупната маса, за социјални теми и ред други работи. Океј, Шинтар, фала што ни дојде на гости што ни објасни. Фала ве на вас на поканата. Се гледаме некое наредно дешавање. Секако. Се гледам. Блес!